Опозицијскиот фронт е широк. Не има граѓани од сите провиненции, не има од различни партии. Сите сме обединети да падне режимот и да почнат промените. Во името на Либерално-демократската партија, дел од широката коалиција на опозицијата, вечерва ќе ни се обрати незиниот председател Горан Милевски. Добро вечер, кавадарци! Вечерва сме во срцето на Македонија. Тоа срце сака живот. Тоа срце сака да пулсира за промени. И затоа кавадарци на 11 декември ќе му каже не на овој режим. Ќе му каже не на Панчо Минов, кој што беше од Либерално-демократската партија, па независен, па во гром, и сега се најде на листите на ВМРО ДПМНЕ. Па зарем, Панчо, дали имаш лице и образ да се појавуваш пред кавадарчани? Кавадарци ќе му каже не и на Весна Пемова, пратеник, доктор, земјоделец, со најмногу субвенции овде. Ќе му каже не и на Никола Груевски, кој што ве понижи и вас и цела Македонија. И не му бега шутка. Сите заедно ги одбројуваме последните денови до големата победа. Победа над овој автократски корумпиран режим. Победа за живот во Македонија. Живот за сите во Македонија. Ние со овој караван, заедно со Зоран Заев, ги посетуваме сите села и градови во Македонија, слободно, без страв. Не примаат во секој дом, во секоја куќа. Луѓето се жалат. Народот не е задоволен. Тешко се живее. Голема безпарица е. Нема работа, нема пари во прометот. Скромните приходи не стигнуваат за ништо. Младите масовно се иселуваат во странство. Воек е голем екзодус на македонскиот народ. Ние нудиме план за живот во Македонија. План кој е работен заедно со сите вас. Во него има решенија за сите проблеми. Ќе биде тешко, но што побрзо започнеме да го реализираме овој план, тоа е подобро за сите нас. Нудиме план со реални проекти, со кои сакаме да си ги вратиме слободата и демократијата во нашата држава. Нудиме темелна реконструкција на сите институции, повторно воспоставување на правната држава. Сакаме законот да важи за сите подеднакво, и за Никола Груевски, и за сите обични граѓани, да нема привилегирани во оваа држава. Нула толеранција за криминалот и поголем животен стандард за граѓаните. Но во Македонија има еден друг караван, кој изгубил контакт со реалноста. Шират омраза, нетрпеливост кон сите оние што не мислат како нив. Навредуваат, омалажуваат, се закануваат. Нудат реторика од 19-тиот век на поделби и војни, меѓуетничка нетрпеливост. Со други зборови, празници и безидејни. Знаат дека нивното време заврши и дека доаѓа време во кое треба да одговараат за сите неправди кои што ги направиле кај македонскиот народ. Доаѓа време на отчет. Ние не сме тука дојдени во бунди од бизони. Не возиме коли од 600.000 евра. Не носиме очила за сонце од 60.000 евра. Добро гледам и без тие очила. Не сме дојдени да се закануваме, туку да го представиме нашиот план за живот во Македонија. За живот и за Македонија каква сакаме да ја гледаме.
Цврсто сме убедени дека Македонија има сила да ја победи оваа мафија. Кавадарци вечерва ова го докажа. Цело Кавадарци е вечерва на овај плоштад. На ова ладно време, на овај ветар. Зошто? Затоа што овој народ има мака. Има мака од мафијата која што ја запоседнала оваа држава. Затоа Либерално-демократската партија, заедно со сите други коалициони партнери, и НСДП, и ДОМ, и малцинските коалициони партии, на турците, на ромите, на власите, на бошњаците, на сите други, партијата на пензионерите, сите се тука обединети во оваа коалиција која што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Доста ни е ограничувања која што ги наметна оваа власт. Сакаме слободен живот, во кој што нема да има прислушувања, во кој што нема ограничување на слободата на говор, нема да има рекетирање на приватните фирми, закани и притисоци кон вработените од јавната администрација, притисоци кон учениците и студентите, кон професорите, манипулација со пензионерите и земјоделците. Доста ни од африканскиот стандард, плати од 100 и 150 евра. Сакаме европски стандард и плата просечна од 500 евра. Сакаме да се укине екстерното тестирање. Сакаме да се укине радиодифузната такса. Да се укинат драконските казни на инспекторите и да се ограничи моќта на извршителите кои што го дерат овај сиромашен народ. Сакаме и чист воздух и здрава храна. Сакаме здрава животна средина во која што ќе растат нашите поколенија. Сакаме соживот и слобода на мислата. Ете затоа Либерално-демократската партија е заедно со Социјалдемократскиот сојуз и со нејзиниот председател господинот Зоран Заев. Затоа на овие избори ќе гласаме за бројот 4 во 4-та изборна единица. И низ цела Македонија ќе гласаме за бројот 4. За да си ги вратиме пријателите и роднините назад во Македонија. За да отвориме нови работни места и да им дадеме поддршка на домашните инвеститори, на микро и малите бизниси, да им дадеме поддршка на земјоделците. Да му дадеме поддршка на специјалното јавно обвинителство, слободно да работи, да направиме прочистување на сваровски судиите и да ја вратиме довербата во судскиот систем. Правото и правдата мора да важи за сите. За да може криминалците овие од власта да одговараат за сторениот криминал, а украдените пари да ги вратат назад кај вас, кај граѓаните, до последно евро. За да се вработат најдобрите, а не најпослушните. Да изградиме држава за сите без партиски книшки, независно од верската и националната припадност. За таква Македонија оваа коалиција се бори. За таква Македонија членка на НАТО и на Европската Унија ќе гласаме на 11 декември. Заокружуваме 4 за живот за сите, за живот во Македонија. Да сте здрави и живи.